Набројувајќи ги аргументите поради кои Македонија треба да биде дел од Европската Унија, вице-премиерот за евроинтеграции Бујар Османи ги убедуваше амбасадорите на земјите членки на Унијата дека Македонија е парчето кое недостига од европскиот мозаик. Одбележувањето на 9 мај, Денот на Европа, почна преку работен појадок на кој присуствуваа амбасадорите на земјите членки на Унијата, поранешните вице-премиери за европски прашања и министри од владата. Евроамбасадорот Самјуел Жбогар истакна дека Македонија покажала добри резултати во изминатата година и ја охрабри државата да продолжи да оди по тој пат. Тој сепак истакна дека останува на Советот на Европа да ја донесе одлуката за датум за пристапни преговори. So the question should not be whether the glass is half empty or half full. I think important is that you continue to fill up the glass as you have been doing so far. Бугарскиот амбасадор Иван Петков во својство на представник на земјата актуелен председавач со Унијата изрази надеж дека за време на председателството на Бугарија со Унијата Македонија ќе добие датум за почнување преговори. I want to express my hope that there are real chances that during the Bulgarian presidency your country receives a date for starting negotiations for membership in the European Union. Домаќин на работниот појадок беше вице-премиерот Османи, кој покрај успесите на владата во делот на реформите зборуваше и за ризиците на земјата доколку не почнеме преговори со ЕУ. Loss of hope for EU and NATO membership will provoke young, educated people to continue leaving the country, reducing the workforce and potential for development and growth. Loss of hope can also produce strong EU fatigue and EU skepticism. Will rise anti-NATO feelings. Population division by ethnic, religious and social lines will deepen, resulting in vulnerability of the democratic institutions and its capacity to govern. Will downsize the level of resistance and will create fertile ground for third country interference and increased influence. Will leave space for penetration and potential violent groups, thus raising risks from terrorism, extremism and nationalism. Тој истакна дека новата влада во изминатата година успеала да ја извлече Македонија од политичката криза и како што рече од заробена, земјата станала транспарентна, инклузивна и европска.